Реакции за жестока одбрана на традиционалното семејство. Од пратениците се бара да не дозволат измени во Законот за заштита од дискриминација, со кој се брише членот 14 став 6, според кој под дискриминација не се подразбира уредувањето на бракот, вонбрачната заедница и семејството, исклучиво како заедница на спротивни полови, односно на еден маж и една жена. Во апелот кој Сдруженијето Традиционално семејство го упатува до пратениците стои: апелираме да не се усвојат предложените измени на постоечкиот закон за спречување и заштита од дискриминација, со цел да ја зачуваме институцијата брак како заедница исклучиво на спротивни полови, односно на еден маж и една жена. Со предложените измени се врши напад врз институцијата брак и разнебитување на семејството. Се уриваат вековните семејни, духовни и морални вредности. Причините за реакцијата на традиционално семејство лежат во убедувањето дека со ова ќе се овозможи исклучување на еднополови бракови. Ние како традиционално семејство нормално дека ќе го промовираме бракот како заедница помеѓу маж и жена. Знаеме дека со новото време има и различности се, меѓутоа ние сега збориме од името на нашите деца, зборуваме како родители. Ние имаме апсолутно право тоа да си го промовираме. Прозваните пратеници од власта и опозицијата очекувано со спротивставени ставови околу посечените законски измени. Во Законот за заштита од дискриминација, власта пробуваат да ја внесат сексуалната ориентација. Во новото законско решение ја нема дефиницијата за брак, која е уредена во Законот за семејство и е дел од постојниот Закон за заштита од дискриминација. За ова сметам дека избрзано законско решение подитно треба да се повлече, да се информира јавноста, соопштена дебата со сите засегнати во општеството и да се донесе заедничка одлука. Ова е само закон кој што спречува луѓето да бидат дискриминирани по било кој основ. Вие не можете нешто, значи во одредбите на Законот за семејство јасно е дефинирано што представува семејството како заедница меѓу двајца сопружници и така натаму. Апсолутно тоа, ова што не е ставен тој член не значи дека ние ги легализираме еднополовите бракови. Не е тоа така, не е тоа суштината на законот. Законот за спречување на дискриминација значи да сите граѓани бидат еднакви независно од сите одредби кои што претходно ви ги наведов по раса, државјанство, припадност, имотна состојба и така натаму. Од традиционално семејство сепак се оптимисти дека нивниот апел ќе вроди со плод, како аргумент повеќе посочуваат на одлуката на судот во Страсбур, кој одлучи дека истополовите бракови не се човеково право и нивното непризнавање не е никаков облик на дискриминација.